Почитувани и присутни, драги пријатели, би сакал на почетокот да ви кажам дека сум навистина почестен и среќен што можам денес да ви се обратам, инспириран од вас, огромен број прекрасни дами кои сте дел од овој собир. Почитувани дами, свесни сме дека 100 години борба за вашите права на сите меридијани ни овозможија овој собир да изгледа вака масовно и моќно, иако се уште имаме долг пат пред нас. Би сакал да се заблагодарам за вашата храброст и упорност да се справувате со секојдневните проблеми, а во исто време да бидете стожер и на домот и на општеството. Да ги исполнувате обврските на работното место, а да се грижите секојдневно за семејството. Да се борите за правдата во судниците, да се грижите за болните и изнамоштените во болниците, да ги подучувате најмладите на вистинските вредности, за да израснат во здрави личности, да ги браните боите на нашата земја низ светот. Знаеме дека иако пред законите сме формално исти, сепак, за жал, се уште постојат девојки и жени кои не можат слободно да се движат, да учат или да работат. Ние денес и за нив ја продолжуваме борбата. За оние кои се жртви на семејно насилство, за оние кои немаат право да го кажат својот став. Верувам дека секој ваков собир придонесува за кревање на гласот, за исправање на овие неправди. Цврсто сум убеден дека светот ќе биде подобро место за живење само ако сме сите еднакви. Драги дами, светот нема да биде ист без вашето присуство, без вашата инспиративност, вашата креативност и топлина, вашата неизмерна љубов. Ви се поклонувам и ви се придружувам во желбата да се исправи вековната неправда, затоа што колку што една жена е кревка надворешно, толку знаеме дека има цврстина и стаменост внатре во секоја од вас. Мои дами, застануваме еден до друг и продолжуваме заедно во борбата за глобален свет на еднакви права. Денешниот собир нека биде поттик да веруваме во еднакви можности за сите. Затоа да најдеме сила длабоко во себе си и да ја употребиме да го подобриме светот, инаку во спротивно некои други ќе го направат тоа наместо нас. На крај, дозволете ми да завршам со мислата на едно мало девојче кое покажа епска храброст. Малала Јусуфзај во една прилика рече: "Ниедна битка не е добиена без жените да стојат рамо до рамо со мажите." Вели, постојат две сили на светот. Едната е мечот, другата е пенкалото, со која ние срушивме режим. Вели, постои трета сила, посилна од двете, тоа е онаа на жените. Драги мои, јас навистина верувам во овие зборови, бидејќи јас имам едно девојче кое е постојано до мене. Нека ви е среќен 8 март, Меѓународниот ден на жената. Благодарам.